Уникатно рачно изработени чорапчиња, мајци, фустани и блузони. Се она што е потребно за една дама да изгледа совршено и уникатно. Овие чорапчиња се изработени од бамбус и се од брендот Woolly Bear, а заслужен за овој бренд, односно бренд кој што тука во Македонија го носи е Елена Химовска-Јуровска, со која што ќе разговараме во продолжение. Елена, ќе ти посакам добро и убаво утро пред се. Така, добро утро и на тебе и на сите што не гледаат. Навистина многу уникатни фустани, уникатни чорапи, уникатни мајци и блузони со кои што може да се забележат низ градските улици девојките кои што сакаат да изгледат уникатно и префинето. Како тебе ти дојдеве идејата за Woolly Bear? Идејата дојде уште прилично одамна, во 2018 година. Тогаш овој бренд беше се уште нов и во Србија. Значи брендот потекнува од Србија, таму се изработуваат сите парчиња, но тука за Македонија сум заслужна јас што се достапни за сите наши клиентки. Барајќи совршен поклон кој нема да го имаат полно девојки, него ќе биде нешто уникатно и ќе биде како некаков печат на мојата креативност, но и на особата која сакав да го подарам. И пребарувајќи по интернет, најдов на фустаните. Веднаш посакав, значи, и да купам за подарок, но и да бидат тие хајени достапни тука во Македонија за други девојки кои би сакале да се осеќаат и удобно и уникатно во исто време. Да, верувам сите оние кои што исто така и во Македонија изминативе 7 години биле во потрага по нешто уникатно и совршено, дека дознале за Woolly Bear или имаат нели некое парче, но ајде за нешто не знаат. Што представува всушност Woolly? Така, Woolly е бренд каде што не само принт на одредени маички или фустани, туку имаме принт кој означува одреден символ, но и е исечено парче, односно имаме дупка во самиот фустан. Првично беше тоа на грбот, значи праќавме порака која не е напред на која се гледа нели на прв поглед, него треба да се погледне подлабоко, односно се свртиме по некоја девојка за да видиме каква порака има да ни принесе. Но сега низ годините секоја година имаме нова лимитирана едиција. Прво имаше дуксери и фустани по кратки ракави, но од минатата година имаме и маички по кратки ракави за оние кои нели не преферираат фустани, но исто така и символот еве како на мојот фустан може да биде и од напред на фустаните во помала димензија за разлика од оние што се на грбот, за девојки кои сакаат посуптилно да се изразат. Символите се одбираат значи по барање на клиентот, боите на фустаните исто и секоја сезона имаме лимитиран избор, да не се повторуваме, значи секое парче е еден единствен примерок. Така, што е односно што е она што ќе одбележи оваа сезона на Woolly? Така, оваа сезона за прв пат ги имаме чорапчињата Woolly кои се од 100% бамбус и се премногу пријатни, значи нешто како свила и како памук на допир, што не ограничува од аспект на сезоната, дали се зимски или летни, со што снипатичњак имате уникатен стил, значи и доколку не си купите фустан или маичка, значи чорапчињата ни се новитет и апсолутно ги обожаваат нашите клиенти, значи на сите возрасти. Идеални се за подарок, баш за нова година прв пат ги донесовме и мислам дека во еден ден или во два ги распродавме, не успеавме ништо да изложиме. Сега за ова лето ќе имаме маички од потенок материјал за разлика од фустаните. Фустаните ни се 95% памук, но 5% ликра, што нуди максимален комфорт и убав изглед во исто време. Да, многу интересно тоа што 100% бамбус и уште рачно нели изработени. Како се прават еве? Каква е содржината на чорапите и процесот на чорапчињата? Така, чорапчињата значи од 100% бамбус ги набавуваме, а рачната изработка е овој мотивот кој го гледаме.
Првин се пресликува мотивот за да го држи нели материјалот цврст, не би сакале да се оштетат, сите се тестирани дека значи може да се перат, дека нема да се оштетат, а потоа рачно се сече дупчето кое е во самиот символ. Дали се работи за срценце, за бакнеш, знак инфинити, сонце, снеголка, имаме стварно голем избор за секој да се пронајде со некаква символика што е соодветна за него. Да, верувам дека и многумина веќе си ги имаат нели набавено овие чорапчиња, што е она со кое што еве ќе се развива воли или она што во иднина можеби сакате да го донесете и да го прикажете? Така. Брендот сезонски најмногу доживува некаква експанзија, односно во текот на летото, затоа што самите фустани пружаат некаква слобода на телото. Оваа сезона имаме 2 шлицови на фустаните, претходно беа тоа пократки фустани туники кои беа многу соодветни за на плажа со огромни дупки на грбот, кои девојките нели си преферираат да ги носат со купајки, па како добра прилика го гледаме тоа за брендот да се прошири и да биде пласиран во Охрид. Исто и во Скопје да биде достапна за клиентите да може да си купат веднаш некое парче, да не треба да чекаат по порачка, но сепак за оние кои сакаат да добиат скроз персонализиран подарок, тогаш остануваме достапни за по порачка. Да, Елена, колку кај нас сакаат луѓето истражуваат, но и сакаат да добијат, дали да подарат или пак за себе да си земат некое парче кое што ќе биде уникатно, но и нели од 100% природен материјал. Така, мислам дека со текот на годините, значи од кога влегов на пазарот со овој тип на производи, дека се повеќе и повеќе има интерес кај сите генерации, значи и младите, мислам дека тие најмногу почнаа да преферираат да се облекуваат уникатно, да се цени повеќе да имаат некое парче што вреди и што им значи, отколку да се трупа гардероба купена беззначајно, но исто така и за возрастните клиентки морам да напоменам дека знаат да си го одржат стилот со воведување на вакви уникатни парчиња, а потоа бидејќи нели како финансиски по поголема можност, често пати истите клиенти се навраќаат и купуваат подароци за своите блиски, значи пријатели, роднини, и најмногу брендот така се шири и го дознаваат луѓето преку веќе задоволни клиенти кои купуваат за своите блиски, потоа тие стануваат наши редовни клиенти, затоа што на вистина квалитетот на парчињата трае долго. Имаме клиенти што ме сретнуваат и ми кажуваат дека уште ги носат фустаните што си ги купиле во првите години, 2018, 2019 и се презадоволни. Дали можеби и клиентот може да даде сугестија за тоа каков модел би сакал, односно каков заштитен знак би сакал да има на неговото парче облека? Да, точно така, си одбираат каков знак сакаат да има. Имаме огромен избор, значи мислам дека повеќе од 30 символи. Пред некоја година имавме цела колекција со нови символи, тоа беа хороскопските знаци, значи во зимската сезона на црни дукс хајини, каде што се одбира хороскопски знаци за на грбот како мотив и со мала символ дупка, да кажам. Но секако и сугестии и предлози добиваме од нив. Конкретно устата беше креирана од сопругот на Ида, односно креаторката на овие фустани, како негов поклон за нејза за 8 март, што значи сме отворени за нови мотиви и идеи. Да, и некако стана како заштитен знак на чорапчињата од бамбус и како може да кај нас во Скопје, односно во Македонија, каде сте достапни, како може да ве најдат луѓето кои што ќе споменам пак, може би се уште не знаат за воли, иако веќе со години сте заслужни, можеме да кажеме, за една уникатност и совршеност која што ја гледаме по градските улици. Така, ти благодарам на убавите зборови. Најмногу, значи, онлайн продаваме и по порачка, затоа што нели кажав дека се со преордер, односно секој си одбира некаква комбинација што сака да ја добие, но за сите нетрпеливи, моментално имаме изложено фустанчиња и чорапи
убави во концепт, но наскоро се надеваме на една соработка која ќе имаме во уште една локација во Скопје, исто така и во Охрид. Да, со нетрпение очекуваме нели сите новитети и како се проширува нели Воли, така и луѓето верувам дека сите оние кои што се на некој начин па и зависни од ваквите колекции, од ваквите работи кои што се носат уникатни и совршени, дека ќе бидат уште посебни. Ви посакувам успешна иднина и секако до следното гледање и до следното интервју каде што ќе имаме новитетите да ги споделиме. Фала ти многу на оваа прилика и на сите убави зборови за брендот и се надевам дека ќе продолжиме да пласираме убави производи и уникатни.